Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. За се по изразената паника и инфантилното однесување на представниците на власта, кои што се заглавени во моментот што не може да ги испорачаат оние неуставни измени, власт очебино заглавена во амнестии и криминал и во спас на сопствената кожа. Во За или против токму ќе зборувам со пратеничката и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска. Добре дојавте. Се благодарам за поканата. Дафина, 5 дена од срамното и сексистичко однесување на вице-премиерот Маричич. После толку време помина 120 часа, чинам се тоа, се извинили за тоа што го направи? Не. Имаше можност истиот ден тоа да го стори, бидејќи присуствуваше и после онаа пауза која што ја имавме за малку да се смират страстите. Беше тука присутен во сала, но воопшто ниту приде, ниту се обиде да се извини. Не велам мене, на македонската јавност, мислам дека ред беше да се извини за чинот што го направи. Особено поради тоа што е на функција која што се вика вице-премиер за евроинтеграција. Така е во Европа, бидејќи имате на кампања Ние сме Европа. Во Европа што би се случило со министер, со функционер кој да е, што би настапил вака? Па јас мислам дека нема ни да чека на повик или на реакција од целата јавност во неговата држава, туку од морални причини да беше било кој, мислам дека ќе си поднесеше оставка, или во најмала рака ако нешто можеше тука да се реши она што се случи, бидејќи јас навистина бев пресретната, не очекував такво нешто, бидејќи бев јавена за процедурална забелешка по однос на одговорот на прашањето кое што го доби Министерката за труд и социјална политика и отпосле ги гледав и јас снимките на моето говорење, бидејќи навистина бев пресретната и се плашев да не сум изреагирала и јас некако недолично или сум се изразила недолично. Видов дека не сум направила некаков пропуст, освен можеби се приметува мојата вознемиреност, но јас навистина така се чувствував. Не го доживеав тоа како лична навреда, туку воопшто не можев да си поверувам на очите дека тоа може да се случи насред еден парламент во една држава која што е нели на патот кон Европската унија и особено не од личност која што е вице-премиер за евроинтеграција. Страшно чувство, но ете немаше доблес ниту да се извини. Јас да ја подсетам македонската јавност, имавме ваков сличен случај во февруари месец, исто во слично се случи исто на седница за пратенички прашања. Тоа беше кон мојата почитувана колешка Бети Стаменковска Трајковска, тогаш дрско се однесуваше премиерот. Секогаш позади микрофон се случуваат дофрлањата, што за мене и да не речам, но легитимно. Микрофонот е тој кој што се пренесува во живо, позади микрофон нема алатка која што може да ве спречи да не дофрлате, а дофрлањето е најчесто од страната на членовите на владата и тогаш премиерот на колешката Бети ја спореде, буквално ја понижи, тоа сите го слушнавме, за разлика од мојот случај каде што можев само јас да видам и евентуално подпредседателот Мисовски кој што стоеше позади мене, тогаш премиерот на Бети и кажа барем мојата жена не е ружна. Исто мислам слично и Бети реагираше, но брзо после тоа, не знам дали истиот ден, но Бети кажа дека премиерот и се извини, иако се обидува малку така повторно да избегнат да не рекол ружна, рекол умна, но тоа бидна како што бидна, но сепак доблесно нашол начин да и се извини на колешката, што со мене апсолутно не беше случај, како што кажавте, 5 дена проаѓаат, мислам дека јавноста се уште е сензибилна на темава. Единствено што може би жалам што не успеавме и оваа седница на пратенички прашања да ја искористиме за навистина многу актуелни теми кои што се случуваат. Само двајца колеги успеа да постават прашања, имаше уште многу пријавени и ова не е прв пат. Ако сега се случи овој немил настан, 3 седници за пратенички прашања наназад се случува во јули месец да ја прекинат пред време седницата, а 3 седници наназад колешка од Алијанса за албанците која што сега дел од власта, речиси по 2 часа на самиот старт на седниците за пратенички прашања, поставува буквално едно исто прашање текстуално, значи прашува докаде е постапката за вадење на државјанство, и за последниот пат беше за 37 лица. Така, постојано ве минираат да во се превод, честни, да се фер, иако деловникот тоа го дозволува, тоа може истиот текст да биде едно прашање поставено писмено за да добие еден одговор, но ете злоупотребуваат и на тој начин, па мислам дека просекот не знам ни дали до 4 пратеника поставуваат на една седница која што ние двоја чекаме затоа што немаме друга така по визибилна алатка за да стапиме во контакт со
со функционериве од владата и ете на таков начин завршуваат, што затоа реков жалам, можеби ова им отиде во прилог за да не одговорат пред јавноста многу прашања. Јас мислам дека според реакциите на целокупната јавност и не се баш срекни што тоа заврши така. Можеби постојат и наводи дека некој минира нешто, но овој пат со Маричич ова беше тотално апсолутна демистификацијата на ликот и неделото на власта се покажа во вистинското светло и не само социјалните мрежи, туку и каде да отидете на улица да прашате, импресиите се тотално апсолутно негативни, мислам дека ова беше статива. Апсолутно недолично однесување и конечно вистинската слика на овој лик, затоа што не му е прв пат вака да се однесува. Јас сватив некој кадар од претходна седница кога тој на заминување дофрла, но кажав, дофрлањето е друга работа. Ова што јас го видов со моите очи е недозволиво, не знам, па ни во кафеана, не знам дали прво дали би имал храброст таму така да се однесува. Во кафеана би завршил поинаку, таму има и овде ваква храброст од ваков лик и воопшто не го доживувам само како напад, условно кажано, врз жена, него во еден статус напишав, тоа беше недолично однесување на институција кон институција, на човек кон човек. И сето тоа, еве, јас знам многу добро што видов, имаше можност барем малку од малку да се извлече. Дали најлошата страна на целата оваа приказка е токму моментот што освен што не се извини, што требаше да го направи, нели? И како што кажувате и самата, со тоа ќе се намалеше целата оваа приказка, но тој ја затера како што не треба и не само што не се извини, туку ве обвини вас дека вие лажете. Како се почувствувавте вие од кога ви го направи тоа што го направи и потоа на Facebook не имаше храброст јавно да го направи тоа, напиша Маричич дека лажете. Како се чувствувавте вие? Знаете како побарав јас преку службите да добијам видео, тоа никој не може никому да докаже дека нема кадар, затоа што и таму има мноштво на камери, а нели режијата е таа која што одлучува кој кадар оди во живо. Убедена сум дека може да се најде снимка, да јас моите очи еве не виделе добро и да јас не сум била во право, мислам дека таа снимка веднаш ќе се пуштеше и јас ќе бев демантирана. Страшно е тоа што тој го направи преку Facebook. После тоа беше исто така за мене разочарувачка и пресконференцијата која што ја одржаа моите колешки членки на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во која што мислам повеќе тие сведочеа за нешто што го немаа видено. Значи слепа одбрана. Жени бранеа машки шовинист. Дури пресот го држеше председателка на клубот на Пратенички, што е апсурд и паѓаат во вода сите нивни, само би рекла декларативни заложби, председателка на клуб на Пратенички. Еве да се навратам на уште еден случај, кога координаторот на мојата пратеничка група Никола Мицевски во едно обраќање не сакајќи употреби еден неубав израз за случајот со веапоска пациентката од Дебарна која нели во Струга и беше оштетена, нели беа отстранети 3 органи непотребно. Употреби еден несречно на брзина неубав израз, уште веднаш се извини. Тоа е човечки и да сгрешите, но постои можност за извинување. Овде апсолутно не се случи, но еве јас немам проблем, како што кажав и за премиерот Ковачевски, дека се извини на колешката Бети. Од овој навистина многу мрачен настан не се правам себе си жртва е собранието, жртва е држава, жртва е демократијата. Немам проблем да спомнам еден пример, но многу внимателно ќе го споменам, чисто заради заштита на таа личност. А тоа е наредниот ден во една случајна средба, личност која што е и член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и член на владата, случајно ме сретна, можеше и да ме избегне, бидејќи јас таа личност не ја примети во моја близина, но ми се приближи и ме праша дали сум добра. Кратко прашање, но за мене многу значи и многу кажа. Што секако како позитивен пример еве јавно би го кажала, но заради нејзина заштита, заради оние давениците кои што нели повекуваат на обединување па да не ја повлечат во длабокото да се удави, нема воопшто да го споменам идентитетот, но еве да и се заблагодарам јавност, ако гледа знае за кого зборува. Постојат и луѓе, затоа велам секогаш чест на исклучоци, но оној кој што требаше овде да повлече чекор назад, тоа не го стори до ден денешен. Но дали ова што веќе има континуитет, го спомнавте Ковачевски и неговиот настап против Пратеничката Стаменковска, ова што се случува со Маричич, но и сите пресконференции најчесто избликуваат со многу така ароганција и агресија во себе во однос на оние одговори на прашањата што не им одговараат и се. Дали ова така наречено можеби инфантилно однесување на представниците на власта на заминување се должи на нешто што се вика губење на власта, да не речам паника,
и нели токму оние давенички афинитети што ги Па покажуваат. да, вака се однесуваат луѓе кои што знаат дека крајот им се ближи, колку и да го одложуваат, крајот им се ближи, лошо ќе завршат, гледаме дека по сите шевови веќе пукаат, па дури и вакви немили настани им се случуваат, но јас велам заслужено се во ово им се случува затоа што избегаа од реалноста, избегаа од контрола. Овој состав на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е непрепознатлив не само за мене, за вас, општо луѓе кои што биле членови, гледаме како се оградуваат од ваквиот начин на однесување, не само за чинот овој пред 5 дена, туку воопшто начинот на кој што ја водат политиката. Негативната селекција мислам дека е причина за ова, затоа што ако се вратиме наназад во повеќе од 3 децениско постоење на самостојна држава, ние паметиме многу возвишени културни ликови кои што и ден денес би било чест на секого да ги споменат. Гледајте се на кое ниво сме. Еве, во прв момент што ми текнува би ја споменала Илинка Митрева или Никола Поповски. Сега извинете, но вакви шибицери на батерии расипани кои што се прават шмекери, тоа е нивото на Социјалдемократскиот сојуз, за жал. И јас секогаш велам, кога имате вака слаб, некултурен противник кој што веќе не знае како да функционира, можеби не е добро, затоа што можеме и ние од оваа страна да се опуштиме со ваков противник, секогаш би биле подобри, но напротив сметам дека ова уште повеќе ни дава мотив не да се покажеме дека сме подобри од нив, тоа е во секој случај дека сме подобри, но само потврдуваат колку се лоши, колку се немочни во водењето политики. Единствена тема која што им остана се уставните измени, но затоа пак на друга страна се живо уништија. Се живо уништија. Дури како што споменав, нивни долгогодишни членови веќе јавно и се погласно говорат дека не си го препознаваат својот Социјалдемократски сојуз. Зарем треба нешто повеќе? Зарем треба ние како опозиција да ги критикуваме, а точно е дека ги боли. Ги боли критиката, но не признаваат. Ја затоа и тој ден реагирав на поставено пратеничко прашање за една од поактуелните теми, а тоа се протестите на пензионерите кои што на овие летни горештини излегува, имаше еден смртен случај што се случи за прв пат во историјата на Македонија пензионерите протестираат, треба да е репер за нешто. И излегува повиканата министерка и држи партиски митинг. Јас затоа бев излезена да реагирам. Значи нема одговор. Зошто е оваа ситуација? Владењето на ВМРО ДПМН 11 годишно, од оваа временска дистанца е пред 18 години, изминативе 7 години. Кој е виновен? ВМРО ДПМН или е виновно? И не се само пензионерите. Пазете, образование втора година ни започнува без учебници. Здравство, да не споменувам, значи до онкологија, пред онкологија, неразрешени случаи, тоа се е таложено. Нема абер од нешто да почнат со средување. Абер нема. И затоа сега ова ги снаоѓа што ги снаоѓа и затоа велам дека е повеќе од заслужено. Ова е се резултат на нивната негриша. Дали ова што се случува во моментот, таа паника, нервоза која што е очебина, се гледа и според фацијалната експресија на, за жал, неизбраните представници на власта, дел од нив се така натурени, никој не ни гласал за нив, како што е, например, премиерот. Точно. Така. Но дали тоа се должи токму на еден многу битен момент, таа паника и нервоза, на моментот кој што се вика неможноста да го испорачаат она за кое што се нафатија и за кое што беа поставени. Уште од првиот момент кога го поставија Ковачевски, да не се лажеме, и тоа сите знаевме зошто тој е таму, за да го направи тоа што требаше да го направи, но не успеа и не успева. Видовме најубаво на 18 август при гласањето, нели, за потребата, односно ставањето на дневниот ред воопшто и се. Дали уставните измени, односно неможноста за ставање на бугарите во уставот како државотворен народ, народот кој што тоа време, особено кога Македонија станува држава, се обидува да ја урне и целата ни историја, нели, но нема врска. Дали уставните измени се причината за она што ни се случува, односно она што и се случува на власта за оваа нервоза и паника во нивните редови. Знаете, Љупчо, како велат сега, немаме време, тесни сме со времето, но јас тој рок не сум го договорила. Тие ВМРО ДПМН не го слушаа кога алармираше, кога предупредуваше пред да се согласат на овој француски протокол. Мене времето не ми истекува, му истекува точно времето на Ковачевски. Јас мислам дури дека во 2021 година, кога после 3 месеци на тегање Заев се одлучи да си поднесе оставка, нели, после оној дебакл на локалните избори, мислам дека на човекот и му лесна, за да нема втор пат вакви натегања, а инаку сигурно и тој знаел дека ова е наредно, но Ковачевски очигледно неговата неискусност политичка, тој може би бил заменик
министер за финансии беше, но далеку од тоа дека знае да води партија, ве гледаме апсолутно пак не знае ни да води влада. Несвесен, неговото непознавање политичко неискуство го доведе, предпоставувам, да ја прифати оваа работа. Кого слушал, како слушал, зошто слушал, но немоќта, свесноста дека ова нема да се реализира, мислам, че ги доведува до уште почести, поголеми грешки. Јас велам, нас ни одговара секоја нивна грешка, без разлика колку да не навредуваат или било што да употребат, но штетата е огромна по државата. Штетата е огромна по државата. Сламката за спасот за оваа влада дефинитивно, апсолутно е гласањето на уставните измени, имајќи предвид со кого си имаме работа, луѓе на кои што Макијавели може да им носи вода, буквално кажано, односно кај нив секогаш целта ги оправдува средствата. Го видовме тоа 2018-та, 19-та при гласањето на уставните измени сигурно. Еве, имаше најави за тоа. Ве повикали Спасовски на тета-тета разговор? Не. За уставните измени? Не, јас исто така се чудам со кој памет, ако Ковачевски нема некој политички искусен ум, на Оливер Спасовски, па еве и вице-премиерот за евроинтеграција. Само некој пиар си прават со такви најави, апсолутно нема такво нешто. А може би нашите реакции на тоа што би добиле ако се дрзнат да не повикаат на таков тет-а-тет разговор, па ги одвратија, но тоа е апсолутно недемократска алатка. Јас многу пати имам кажано, оваа пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија не е она од пред 5 години, кога можеа да уценуваат, да им се закануваат на пратеници какви неисторијати има со нашите бивши колеги. Се случи тоа што се случи, реприза многу пати имам кажано дека нема, не да менуваат експресно кривични законици, не да еве сега го чекаме во секој момент како што најавуваат ако се заверба овој законов за амнестија, ништо од тоа нема да не одврати. Со криминалци немаме работа, ниту склучуваме договори, ниту преговараме, ниту нешто договараме. Ќе чекаме да им дојде крајот на мандатот. Дали ќе се свестат да си поднесат оставка, па макар и на неколку месеци пред истекот на нивниот мандат, или ќе си го истераат до крај, тоа е нивна одлука, но ние само тоа ќе го чекаме, а ќе видат што ќе им се случи на избори. Ова не е закана, ова е само одсликување на она што ние од народот го слушаме. Тие се оддели од народот. Тие немаат веќе лице ниту храброст да се соочат со народот, ете вакви храбрости ќе покажуваат кога се заштитени, кога не може камера да просведочи за нивното однесување, но народот мислам дека и тоа како ќе ги казни. Сите анкети говорат какви резултати се прогнозираат за следните избори. Единствено што можат да направат, за жал не го гледам ни тоа, секоја политичка партија, барем од ковот или од ковот што го имала Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, наместо да работи на спас или, ако е можно, и на подигање на својот рейтинг, тие на ваков начин уште повеќе ќе си го урнат. Дури се сомневам дали утре би нашли соодветни ликови како кандидати за пратеници. Не знам дали би останал некој кој што би прифатил да биде на најубедливо најпоразената листа на пратеници. Ќе се најде кај нив, верувам. Да, има уште такви чипирани, сплакнати умови, но квалитетот и тоа како е опаднат. Јас жалам, ете, втор мандат сум пратеничка, што имиџот на собранието е навистина многу лош, катастрофален би рекла. Во собранието единствени говорници сме ние пратеници на опозицијата. Знаете да имате квалитетни пратеници, треба тие колку што ние жестоко критикуваме, тие жестоко треба да бранат нешто што го донеле во парламента. Ние бевме сведоци многу пати да, како беше со случајот за Бехтел Јенка, оној законот за работни односи, се случи да го поднесат пратеници нивни, па да ги понижат до толку да го повлечат, па истиот закон да го повлече влада по скратена постапка и со европско знаме. Тие своите пратеници не ги почитуваат, а јас или некој очекува нас да не почитуваат. Тие меѓу себе имаат проблем и затоа оној пиар сега очен кој што го водат дека се обединети, сплотени, дека не знам, ќе се дават или ќе се спасат од давање, залуден е. Како гледате на овој момент кој што доаѓа токму во моментот кога тие ја убедуваа јавноста преку своите медиумски гласила, експерти, останатите апологети владини, дека проблемот е во опозицијата и сите се насочија кај вас и наеднаш приказката завршува кај вас. Ништо нема, се појавува
пратеник на СДСМ кој што искрено граѓаните не чуле за него додека него кажа и кажа нешто толку нели страшно, еден лелек бабчорски да се обединиме, инаку потонавме сите заедно, па се појавува по него и Заев, аман да се обединиме. Од каде овој порив за обединување? Па нели се беше супер во нивните редови, проблемот беше кај вас, а наеднаш, внимавајте, ова е да се обединиме, инаку потонавме. Значи, обединување или апокалипса денес следува. Од каде дојде овој чин? Очајно, јас мислам, не знам кој им го води пиарот, како што ги истрошија народните пари. Близу колегата Љупчо Пренџов кажа точна бројка 24 милиарди и 600 милиони евра имаат потрошено за време на нивното владење народни пари, така залудно ги трошат и овие пари за пиар или за нели она на Facebook да имаат следачи. Така, илјадници евра, да. Очајно, уште поочајно ќе завршат. Не се свесни дефинитивно затоа што се во затворен круг. Оној обидот за имитација на нашата теренска агенда пролетва што беше кога одевме по руралните населени места низ државава, нели тие пробаа да не имитираат со оние црвени елеци. Јас убаво им символизирав дека ми наликуваат на елеци за спасување. Нема да ги спаси ништо. Не се свесни. Јас жалам што не се свесни и што не се обидуваат нешто од нешто да поправа. Еве имаа можност, например, сега со така наречениот ребаланс. Не беше ребаланс, беше прераспределба на средства. Нешто да покаже. Тие си ги прераспределија средства, 300 милиони евра се за плати и за пензии. Нема ништо. Се сеќавате Шекеринска во меѓународот кога се бацуваше, се гушкаше со луѓето во превод начинот на нешто што не им доликува, се обидува да го прават токму и она во моментов, да? Глумата, маските, сите се паднати, таа истата, бидејќи ја споменавте Шекеринска, дел од претседателските можни кандидати. Да, 2012 година, еве да речам, се онесвестуваше за долг. Колку беше тогаш долгот? Сега е 8,3 милиарди евра долгот. Мислам дека е дупло повеќе од оној пат кога паѓаа во несвест и предвидуваа грчко сценарио. Никаде ги нема. И еве таквите ликови кои што без разлика какви да биле символ за СДСМ и нив никаде ги немаме. Позадински не знам дали им го гледаат сеирот на овие кловнови или на вистина веруваат дека со вакви кловнови можат нешто да поправат. Така, еден од старата гарда е, токму го спомнавте и вие, Спасовски. Тој излезе вчера, еве денеска ја повторува изјавата дека е против законот за амнестија, односно амнестијата. Си правили пат, можеби тој е еден од можните претседателски кандидати на СДСМ, јавно не се лиферува со имења, но во игра се Пендаровски, Шекеринска и Спасовски според сите показатели досегашни. Дали си прави ефтин пиар сега тој? Па и тоа е ефтин пиар и би го споредила со пиарот на актуелниот Пендаровски. Најмек Пендаровски, како ветуваше, нема да подпише указ на овој закон. Така, оно што се демонтира за 2 часа до 3. За законот за работни односи, сега овој за измените на кривичниот законник. Нема постава, не гледам за жал спас. Јас навивам да имаме добар противник, така и борбата ќе биде поквалитетна. Нема, но да се собираат на купче, сега нели најавите се за дека за предстојните парламентарни би направиле заеднички листи или заеднички претседателски кандидат би извадиле. Ништо не ги спасува. Ништо не ги спасува. Многу грешки направија, јас многу пати имам кажано, имаа можност уште на самиот старт кога ја украдоа власта оној пат да се поправат на грешките на претходното владење на ВМРО ДПМН, имало грешки де факто, но не се поправија. Многу ги дуплира. Тоа веќе не се грешки, тоа им стана начин на функционирање. Вие гледате дека ги интересираат само тендери, само нивни фирми, бизнисмени да им доделат тендер за после нели да има обрт на парите. Тој затворен круг, утре мислам дека само тие меѓусебно би се поддржале и би си гласале. Не се свесни колку изгуби овие 7 години, а колкава можност има, да речам без изборна победа ја добија, но за жал си ја прокоцкаа шансата, па може би затоа нели вице-премиер ни е еден од најзаинтересираните за законот за игрите на среќа, затоа што се класични коцкари. Ја искоцка и државата. А и што лога не го интересира, но како може СДСМ, како македонска партија, сепак барем така се декларира, да не ги интересира моментот што со амнестијата се ослободуваат двајца директно инволвирани во масакрот на Смилковското езеро, на случајот Монструм, случај во кој што беа убиени деца?
Вие Да се нема скрупули се толку, сеќаваме да. дека Заев беше толку дрзок кој што и тој случај Да. го злоупотребуваше кога дојде на власт, кој што после немилиот настан на 9 мај 2015 во Диво населје утре дента отидоа да се сликуваат со тие терористи. Се обидуваат да ги релативизираат работите, но за жал имаме добра и долга меморија. Се работи за нивно 7 годишно дивење. Ако почнем од пржинска влада, може би 8 годишно станува, но нема да им се заборави ниту еден чин. Со владењево на Социјалдемократскиот сојуз, криминалот не е само на улиците. Криминалот ни е и на Илинденска безброј или во владата. Криминалците се таму, тие се првите соработници со криминалците. Повторно имаат обид дефинитивно со овој закон, може би тоа бил дилот помеѓу ДУИ и Алијанса за да помине овој закон да се ослободат криминалците, па не знам кој им се намерите, но кога ВМРО ДПМН ќе ја предводи идната влада на Република Македонија, сите овие неправди мора да се исправат. Не велам дека преку ноќ ќе се слушат, но веднаш ќе се започне. Веднаш ќе се започне согласно закон, согласно устав, криминалците мора да лежат во затвор. Не може да биде оправдување за амнестија на криминалци тоа што затворите не биле претрпани. Најнебулозното Еве една оправдување. причина, например, споменав 24 милиарди и 600 милиони евра потрошиле. Никогаш не направиле реновирање на тие згради. Или имаше добра споредба пред некој ден доктор Милан Ристевски, што би се случило ако таква констатација направевме, еве и сега, но посебно за време на ковид пандемијата кога ни беа пренатрупани болни. Тоа нема логика, тоа е апсурд. Плюс таму најголемите криминалци кои што сега на хартија би ги ослободиле, па прошетете тие постојано се и по социјални мрежи се сликуваат со слики од јавни локали. Тие за нив затворите се преночувалишта, тие не се таму постојано. Кој им е дал таа слобода и кој кому одговара овде? Овдека е тотален хаос направен помеѓу институциите, помеѓу извршната власт, за жал законодавната власт, поставата што е во собрание мнозинството од владеачкото мнозинство се буквално нивни извршители, неми извршители. Нели дојдоа на вас со тезата дека парламентот е гласачка машина, што се промени од тогаш кога го зборува и сега? Сега тогаш немавте толку употреби, односно злоупотреби на европското знаменце. Јас нашега честопати знам да кажам дека повеќе им прилега пиратското знаменце да го мафтаат, но еве го злоупотребуваат европското. Главната теза при доаѓањето на власт при оние шарени дееволуции или што дееволуција не викам бадила бидејќи од државата направи протекторат од учестниците мајмуни. Сега имаме ситуација кога се повторува нешто што требаше да биде дел од нивната кампања против БЕА, а сега се дали сега е независен парламентот, бидејќи сме парламентарна демократија во основа така. Оваа држава е зависник само на кланот кој што е на власт. Убаво вели председателот Мицкоски, СДСМ и ДУИ помалиот брат СДСМ. Мислам дека Ковачевски е свесен, но глуми дека не е свесен како раководат со неговата позиција премиер на влада. Гледавте, кажа, во врска со овој законов за амнестија кој што го очекуваме во собрание и изјавите негови по однос на законот и на Оливер Спасовски доволно говорат дека нив никој не ги прашува. Се сеќавате кога се обелодени дека на неговата сопруга му беше доделен некое земјиште со смешна цена, алиби му беше дека не бил присутен на таа седница. Смешни изговори, ама за жал темата е многу сериозна за да се насмеме, направија од држава буквално една пародија и не знам со кој образ седнуваат со меѓународен фактор и што му кажуваат. Вие гледате дека по однос на измениве на кривичниот законник последни реагираше директно портпаролката на претседателката на зарем треба поголема шлаканица од тоа да се добие за да си кажат луѓе претеруваме, луѓе вака не може. И сега да ми кажат дека нема време, па јас тоа време не сум, тој рок не сум го прифатила. Предупредувањата не ни ги слушаат, не седнуваме на маса како што велеа широка дебата, не злоупотреба на европски знаменца. Како ние да реагираме? Значи, освен на ваков начин, ова не е понижување, ова не е само гола критика или тие како што велат опозиција сте, вас ви е работа да критикувате. Не зборуваме ние за позитивна критика, не зборуваме ние да се подобри закон. Тие нас ни подметнуваат закон со европско знаменце, заменичка министерка го подпишала и ви кажува, ви го промовира на седница дека се работи за, не знам, за да се зголеми безбедноста од
сообраќајот, да се зголеми безбедноста од загадувањето, а во Хармонизација суштина со ЕУ законите. А вметнати оние кои што не беа баш око не им хармонизација. трепнува. Сега да видиме што ќе направат со законов за амнестија, како ќе го поднесат, дали по скратена постапка, дали со европско знаменце. Ние денес имавме координација со председателот. Го очекуваме да дојде во собрание, па зависно од тоа што тие ќе го превземат, ние така и ќе реагираме. Но криминалци на слобода, тоа е недозволиво. Пред да дојде законот за амнестија, што сега се обидува да го протнат, беше дали ова претходното измените во кривичниот законник беа закон за само амнестија на власт? Да, точно, но нели како спин мајстори пробуваат да се обидат да кажат, па нели го злоупотребија и бившиот председател на ВМРО ДПМН или го употребија, дека тука ќе биле зафатени со таа амнестија или како да кажам тоа поништување нели на делата, кратење на казните и слично, дека тука ќе биле зафатени дел од бивши функционери на ВМРО ДПМН, но целта е друга, како што и при приносењето на законов го рекламираат дека е за заштита на природа и не знам еколошка свеста, во суштина беше за тоа. Сега тие не можат во законот да пишат Лјупчо Цветановски ќе го ослободиме од затвор, нормално дека тука тие пресметувале, правеле сигурно долги математики, да, покрај некои ќе ги фати и други, меѓутоа целта им е сосема друга. Целта им е тие да се заштитат, утре да не одговараат, затоа што кога овој закон стапува на сила, тогаш нема да бидат отфатени, например, Ковачевски, например, Оливер Спасовски за таа набавката, кога беше министер за внатрешни работи, Филипче за сомнителната набавка за вакцини. Ние сите овие криминали, ние им ги имаме обелодената. Ниту една институција на која што е работа тоа да го прави, не го прави. Еве, месец дена пројде, докаде сме со случајот онкологија. Месец дена. Утре треба на седница да конечно да помине персоналниот состав на анкетната комисија, па ние како собраниска анкетна комисија да почнеме да делуваме, но ние не сме истражен орган. Каде се истражните органи? Така се заташка и пожарот на модуларната болница, Беса Транс. А да не ги споменувам другите криминали од вистинските криминалци во владата. Тоа што Заев и Филипче сега ги нема, не значи дека нивните криминали утре нема да се разгледуваат. Тоа им се нив намерите со овие закони. Едноставно ова се крици на очајни луѓе кои што се на заминување и само гледате дека само за ова се заинтересирани. Повторно не се заинтересирани за пензионерите, за младите, учебниците, повторно никаде ги нема. Ова се дел од темите за кои што ќе зборуваме во вториот дел, токму за здравството, образованието, за пензионерите, сите сектори, се тоа што го спомнуваме, се е на колена буквално. Уште многу теми за отворање. Со нас е Дафина Стојановска, се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е пратеничката Дафина Стојановска, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Дафина вела дека фалбата е рѓа, некојаш е и многу повеќе од тоа исто така го вела. Денеска министерот за образование, верували или не, се пофали дека до крајот на неделата ќе ги добијат учениците учебниците. Учениците ќе ги добијат учебниците, се случуваше да биде најавено уште пред 2-3 недели, не го добија тоа што требаше да го добијат, но еве со цел ум на месец дена од почетокот на школската година, некој се фали дека нашите деца ќе го добијат она што требаше да го имаат уште пред да почне таа година. Па тоа е нивниот очаен пиар, како да речем. Мислам дека и минатата учебна година така почна. Најава од месец за месец. Половина година помина дел и не ги ни добија никогаш. Токму еве керка ми е пето, шесто. Јас воопшто не би сакала да не се случи тоа, но мене се натака ми оди. И на крајот таков пиар градат да дури ние да треба да бидеме пресречни кога децата ќе добијат учебници. Или свидетелство. Или свидетелство, така да потсетиме. Тоа е нивниот очаен пиар, неспособност. Ја неколку пати поставувам прашалник дали навистина е прашањето да се нема учебници за печатење или повторно мене ме јаде Јанза, велам дали е тука нешто во врска со подпишаниот договор со историската комисија, зошто точно тие одделенија да немаат печатени учебници, но велам, не знам, се повикувам на морал, на лична одговорност, срам едноставно како нема.
до толку да прифаќаат да се срамат, да лажат во очи медиуми, па со вас барем се среќаваат постојано, со нас еднаш месечно, за жал на седницава за претенички прашања не стаса колешката Благица да постави токму прашање за учебниците, но не е малку време. Втора учебна година поред да започне без печатени учебници, а да не подсетувам на оние реформи, така наречени од времето на Мила Царовска, колку пари не чинија, каде се реформите и плюс да нагласам дека токму со измениве на кривичниот законник, мислам дека и тоа дело е пресметано, да евентуално Мила Царовска утре не одговара за тие колку беа 25 милиони евра, мислам, за дигитално образование. Сега се случува да немаме ни дигитално, да немаме ни учебници, па со ваква власт ние, како што гледаме, ни деца веќе немаме во учебниците, во училиштата. Тоа е резултат на нивната негрижа, нивниот непрофесионализам. За Етон Шачири видовме дека и образованието му е сомнително, нели, како беше прво станал професор. Имаше некоја нерегуларност во текот на стекнувањето на неговото образование. Тоа е изборот, за жал. Коалицијата е страшна. Интересот им се само тендери. Гледаме и околу печатењето на учебниците кои фирми се ангажирани, така да нека се срамат, што да кажам, но жалам што образованието, ово јазва образованието, ќе не чини многу. Овие деца се навистина осакатени при здрава свест. Имајќи и училиште, имајќи и учители, за жал, немаме соодветни луѓе кои што ни го водат образование во години наназад и сме таму кај што сме. За високото образование и да не споменувам, гледате до кај сме стигнати, нема нигде на Шангајската листа. Так. Ковачевски денеска исто така се фалеше со тоа што се случува во високото образование, исто така со цел ум, таму каде што не бива обично луѓето се кријат и не зборуваат. Па тоа неговото неполитичко искуство и го наследува. Популизам. Гол, демагогија. Гол популизам, еден новинар да е малку покритичен и похрабар, би рекла, со едно прашање би го матирала. А точно, нели, денес стартува студентска академската година. Јас не знам на кои факултети бе отидени, што промовира. 7 години поред мислам дека во буџетите само ги избегнуваат на старт на буџет кога се усвојува ќе одвојат средства за факултетов за спорт и физичка култура и финки. Уште ништо немаме аберото, во меѓувреме и останатите се веќе стасани за реновирање. Хаос, значи, на секој чекор, во секое поле, од секој кадар, без разлика дали е на ДУ или на СДСМ. Алијанса што влезе во влада, мислам дека не се чувствува некоја промена. Тоа беше само власт за распределба на ресори, на позиции, а ништо ефективно за граѓаните не видовме. Еве, нема тука веќе правдање, слушав малку време, многу време. Видете, ако вие поставите некој сериозен човек кој што си ја знае работата, ние не можеме да поставуваме луѓе кои што тогаш во чекор ќе почнат да учат кои му се ресорите, што треба да работи и сега нема време. Има време за човек кој што сака да работи. Уште веднаш може да почне. Но ние не видовме 7 години дека некој некаде почна. Се менуваат луѓе, за жал во здравството е најголемата катастрофа, но нигде не видовме резултат. Ако еве ние како политичари критикуваме луѓето, дали тие кои што работат или тие што се корисници на нивните услуги, како во случајов учениците или пациентите. Значи, нигде нема задоволство, нигде нема среќа, а да не зборувам за безпарицата и за економскиот дел од владата, тимот кој што не предводи, значи катастрофа на секое поле. Јас не знам до крајот што мислат да изведат или веќе се отрпна на срамење и на лажење, па ќе продолжат до крајот во истиот стил. Доколку го имаат, нели, во време Дафина, кога младите се на брза лента за иселување од Македонија, еве стотици студенти останаа без сместување. Нивниот оброк беше зголемен за некоја смешна сума од 5-60 денари. Во исто време кога истата таа власт преку својата маша наречена Кацарска успеа да се ја зголеми платата за 78%, а денес ке излегува премиер кој што дели популистички вели дека многу прават за образованието, за кое што, како што и самата кажавте, нема абер од Шангајската листа, не може да се најдеме таму. Видете, ако тие навистина многу прават, еве и за образованието како што зборувавме, не треба ние премиерот да излезе на вести или на некоја промоција да го чуеме, ќе излезат студентите и ќе кажат. Ние видовме реакција од студентите со прераспределбата на средствата, односно со така наречениот ребаланс, апсолутно
Нема средства за зголемување на студентски или ученички стандард. Нема. А заборавија дека лани студентите доаѓаа во собрание да преговараат, дека ги прелажа. И евеа сега нова академска година и повторно истите луѓе и истите лаги. Нема нови лаги, пак е истото, пак нема сместување, очаен е оброкот кој што им се дава. Во 21 век ние зборуваме за оброкот, гледате му влосани кифли и сирење. Тоа ли е оброк за студент? Така да срамот е нивни, но за жал жртви се студентите, пациентите, сите граѓани во држава. Единствено што профитираат и што живеат во филмот дека се успешни се само тие неколкумина во владата, но мислам за тоа и тоа како треба да има одговорност еден ден. И мора да има. Мора да има оваа нивна небрежност, незаинтересираност, а на друга страна само да се краде, тоа мора да се казни. Сето е на грбот на граѓаните. Врие на секаде, врие и кај пензионерите и тоа веќе месец и половина. Споменавме во првиот дел, за прв пат во историјата на Македонија пензионерите протестираат. Може да замислиме до каде дојде ножот до коска, како што кажа и самите пензионери и представниците на иницијативниот одбор кои што беа нагости кај мене. Но владата, наместо да направи нешто околу тоа, оди со зголемување на пензиите од 6%, за оние со најмалите пензии, тоа е 600-700 денари кои што треба да им го променат животот во услов кога имаме 10% на инфлација, нели, значи нема тука никаква логика, но еве, не ги тангира тоа, туку издегува министерката и буквално како некој партиски апаратчик ги обвинува, им вели, вие сте ВМРО-вци, за тоа протестираат. ВМРО ДПМН стоела позади протестите на пензионерите. Тоа е таа нивна ароганција. Ароганција и немање сочувство, немање барем малку емпатија. Тие се луѓе кои што ние утре тоа ќе станеме или нашите родители се тоа, зарем тие луѓе немаат друга попаметна работа од на најголемите горештини летни да излегуваа на улици да протестираат. Кој би протестирал? Луѓето имаат мака. 600 денари не стигнуваат за да го пројдат еден ден. Ако тука го ставиме нивниот оброк, ако ги ставиме трошоците и ако ги ставиме нивните лекарства, тоа се луѓе кои што се претежно на хронични терапии. Не може министерката така арогантно да излезе и да им тврди дека можеле да преживеат. Нека проба таа да преживее. И кога се имало за покачување на плати, во кои што еве јас спаѓам од тие покачени плати за кои што трпиме и тоа како големи критики, ако се имало за тоа, тоа е точно дека е одлука на Уставен суд. Но оваа влада која што потрошила близу 25 милиарди, да не ја повторувам сумата подолго време одзема, да нема пари за пензија. Пазете, во 2012 законот кој што го донел ВМРО ДПМН за покачување на пензиите, тие само што дојдоа на власт, го укина, увидоа дека сгрешија, па го донесоа истиот, со без ни тронка срам, со лажење дека е нивни изум, некој швајцарски изум. Јас реков, само швајцарско сирење и дупките во сирењето се ваш изум, за да еве неколку години после тоа гледаме дека нема ни од тоа ништо. Значи, тие буквално ги злоупотребија сите пари и за пензии, и за плати. Ние имаме, ни се трошат пари, народниот буџет од пари за невиделина. Остај тоа што земаат проценти, што никој не ги знаеме. Се плаќаат поени, казнени. Да не го споменувам клиничкиот центар, од која година се одобрени средствата, Бехтелиенка, за неколку месеци близу 200 милиони евра износот е што се плаќаат казнени поени. За Штип, клиничката болница, исто неколку милиони евра. Тоа се пари што се плаќаат, барем да се платат, да се почне да се гради. Значи, се плаќаат казнени поени заради нивната небрежност, неодговорност. Неспособност. И зарем меѓународниот фактор не гледа со каков неодговорен состав на влада има работа. И зарем меѓународниот фактор може да му поверува дека може да спроведе па макар и уставни измени. Не може. Не може, тоа е научна фантастика и нема да се случи. Тој филм треба веднаш да се прекине. Да, точно е дека Талат Џафери има таква алатка или можност никогаш да не закаже продолжение на таа седница, но тоа ќе значи дека никогаш нема да се случат уставни измени. Тоа им го кажуваме постојано. Или нека го завршат овој научно-фантастичен филм веднаш, денес, утре, нека не ја замајуваат јавноста, нека и кажат на јавноста ние сме тука уште нешто да доспечалиме. На ваш грб. За мене тоа почесно. Веќе луѓето не им веруваат. Мене ми е многу жал што се обраќаат кај нас. Како ние да им помогнеме? Било на пензионери, било на студенти, како?
ќе зборуваме, ќе критикуваме, ќе бараме, ќе поднесуваме амандмани, но чинот на гласање се знае како завршува. Но да, чинот на гласање за уставни измени зависи од нас. И тоа е за нас завршена приказна. Ајде да зборуваме што можеме во овие следни месеци нешто да поправиме. Абер нема. Ви ги гледате, ни носат закон за амнестија. Значи, абер немаат нешто на економски план да се поправи, на тема образование, на тема здравство, еве ги земјоделците. Вие го видовте премиерот пред некој ден погреши на пратенички во одговор на поставено пратеничко прашање, погреши и вели во оризот во Свети Николе. Во Свети Николе не се одгледува ориз. Да. А дали е тоа дозволиво и се прашува, можеби тоа е дел од пиарот повторно. Фотоволтаиците на сопругата се таму, можеби затоа му води на Свети Николе. И на земјоделско земјиште од прва класа голем дел од фотоволтаици се поставуваат со иригационен систем прва класа земјиште што е сопругите на луѓето на власт или сопружниците одгледуваат фотоволтаици на плодното македонско земјиште. Но со сопствени пари, не со пари на така, тоа е нова финта исто така во македонското. Страшна работа, немам зборови, значи која тема сакате да ја фатиме, да ја опфатиме, никаде не покажа интерес, не покажа знаење, не дека немаат луѓе, но споменав и на почетоков на емисијава, негативна селекција тотално ги уби, мислеа дека со тоа ќе се прават, јас сум најпаметен, бидејќи под него се уште понеспособни и понезаинтересирани, но на крајот самите заглавија. Заглави случајот онкологија, еден месец помина, нема никаков абер. Точно денес еден месец. Да, и еве се оформува. Треба ли да се оформи конечно комисијата анкетна, која што е по ваш предлог, ќе биде председател Рашела Мизрахи, Велјановски чинаме подпредседател, вие сте заменик член, да. На комисијата треба ли конечно да се оформи таа комисија, па да се случи нешто, пошто гледаме дека инаку не би очевидно работела. Можеби знаете како овие натркиве зајциве што трчат за да ги мотивираат, па и ние така паралелно, бидејќи јас кажав, Собраниската анкетна комисија нема улога како јавно обвинителство или истражувачка, но да, во доменот на нашите надлежности поттик да им дадете малку, немаат срам, но поттик и јавноста е мислам, тие воопшто не трепнаа ни на тоа што јавноста колку денови протестира за случајот онкологија. Така. Видете, Милеа на Киевски, мислам дека го приведува некој да кивнеше во влада, што не им одговара, ќе го приведеа Милеа на Киевски. За ваков случај скандалозен. Уште истиот ден ноќта на 2 октомври, ај што не свика вонредна седница, барем као собрание зборувам, требаше да се приведат првите луѓе на клиниката, не дека се виновни, но заради нели да се заштитиме од можност за криење, за скривање на докази и така натаму. Така. Ако веќе се правични како што велат дека се, а не се. За овој месец дена, не знам, познавајќи со кого си имаме работа, јас можеби очекувам некоја поплава, пожар да се случи, ама за месец дена има доволно време многу работи да се зацкријат. За крај, тешко на луѓето што си жртви се во прашање. За жал, ова е најморбидниот случај во македонската историја. И немаме морал. Министерот ви вели, јас сум министер од тука до тука. Да, но како министер си требали да разоткриеш ваков криминал за тие месеци. За крај само, бидејќи ни минува времето, дали изборите се единствена опција за излегување од овој калабалак во кој што е втурната Македонија, оваа пат позиција на секое можно поле, легнување на колена, клекнување на секое можно поле и какви се оние дезинформации или не или калкулации ќе иделе после председателските, не бар имаме ние 10 милиони плюс евра, немаме воопшто, нели сите тие работи, изборите како тема потребата. Тоа најмалку, иако вреди да се спомене финансискиот дел, бидејќи како велеа не може да имаме предвремени избори, во тешка финансиска криза сме, а сега во следнава би ги правеле два изборни циклуса за месец или два разлика, така им одговара, но така уште повеќе ќе ја дозаглават државата, а дека се единствен спас избори, тоа го говориме наназад 2 години. Не се свесни. Но колку време потрошија да излезе пред 2 години, кога може би имаа можност нешто да спасат, не излегоа и сега пазете толку се малициозни што мислам дека кампањата и веќе ја започнаа со тоа да го убедуваат народот дека сите се исти, дека нема спас од ова што од оваа тиња што ја направија, не има спас и ќе ги победиме и тоа како ќе ги победиме, како што вели председателот Мицкоски, сите на купче. Бидејќи на едната страна дефинитивно остануваме само ние. Ви благодарам што бевте моја гостинка. Благодарам јас. Ми беше чест. Исто. Благодарам и вам што бевте со нас.
Да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.